Благодарам. Почитувани пратеници, почитувана јавност, најпрвин сакам да го поздравам донесувањето на предлог законот за ратификација на спогодбата меѓу владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина за условите за патување на државјаните во двете земји и секако својата радост од усвојувањето на истата спогодба. Вие спомнавте, меѓутоа ете да навистина од причина што со ова ратификација на меѓународниот договор ќе се олесни патувањето на државјаните на Македонија и Босна и Херцеговина со кој што може понатаму да се одвива со важечка биометриска патна исправа или лична карта на територија на Босна и Херцеговина на сите гранични премини отворени за меѓународен сообраќај и времето за престој да биде 90 дена од денот на влегувањето во секој период од 180 дена. Според спогодбата, државјаните кои се наоѓаат на територијата на другата страна имаат намера да престојуваат подолго од 90 дена се должни да поднесат барање за престој на начин предвиден со законодавството на едната од двете страни. И односно договорот, спогодбата е идентична со претходно склучените договори, она што ни е тука пред се битно со Србија, Црна Гора, Албанија, Косово. На некој начин со ова се заокружува и еден процес за олеснување и непречено движење на македонските граѓани. Ова навистина е само потврда за блиските односи меѓу земјите и народите на Македонија и Босна и Херцеговина и во минатото и денес, вклучително и оваа спогодба, која како резултат на барањата и потребите на граѓаните започната со реализација уште во 2015 година од страна на тогашните министри за надворешни работи на Македонија и на Босна и Херцеговина Никола Поповски и Игор Црндак, кога беа договорени приоритети, и тоа 6, со кои ќе треба понатаму да се унапредуваат односите меѓу двете држави, каде што во точка 5 стои дека и двете држави се залагаат за натамошно олеснување на комуникацијата на граѓаните на двете држави, вклучително преку отпочнување на процесот за заемно овозможување на влез и престој на државјаните на двете држави со биометриски лични карти. И после оваа средба направени се и повеќе други политички билатерални консултации меѓу Министерствата за надворешни работи на Република Македонија и на Босна и Херцеговина, меѓутоа и дури на повисоко ниво и на највисоко ниво, да кажем, понатаму, да не ги набројувам сите тие. Она што секако е битно да го споменам, дека во иницијативата на сите овие процеси и нивно спроведување, особена заслуга има амбасадата на Босна и Херцеговина во Македонија, како и Сдруженијето АВАС. Затоа уште еднаш го поздравувам овој предлог за ратификација на спогодбата и континуитетот на унапредувањето на билатералните односи помеѓу Македонија и Босна. Исто така сакам да апелирам и да на некој начин да искористам прилика да повикам и владата на Република Македонија, не само со она претходно што имаше склучено договори и ова што го имаме денеска на дневен ред, туку да продолжи со реализација и на другите започнати процеси од претходната влада, вклучително и воспоставувањето на директна авиолинија помеѓу Скопје и Сараево. Како оваа спогодбата во образованието, воведување на авиолинијата, иницијативата дури и за двојни државјанства, беа и предизборни ветувања на АВАС до македонските граѓани пред се до бошњаците. Затоа со цел да продолжи напредувањето на овие релации, повторно, ја користам оваа прилика и на некој начин, доколку има можност, би прашал, кога веќе сте тука, господине заменик министер, докаде е таа процедура што ја имаме во врска со воспоставувањето на директната авиолинија, потенцирам директна авиолинија, бидејќи таква беше замислата да биде... прашања, Рамчиловиќ ќе поставите пратеничко прашање. Во ред, чисто беше само во склоп на ова, бидејќи е директно врзано, да кажеме, и со поврзувањето и со патувањето на македонските и босанските граѓани, така да ме интересираше докаде е овој процес со воведување на авиолинија, бидејќи се плашам, имаше некои предлози да не биде директна авиолинија, не се субвенционира и со тоа на некој начин овој процес е застанат.
со оглед на тоа дека навистина врските помеѓу Скопје и Сараево се многу слаби, патните врски, а воведување на оваа авиолинија не само, значи, пред себе, да кажем, и од аспект, поширок аспект за државата, бенефит ќе има бизнис заедницата, развојот на економијата на двете држави. Заради тоа чисто ова го поставив плюс, го надоврзав со она што е денеска на дневен ред, така да доколку евентуално имате некоја информација, би сакал да ја слушнам и да ја слушне јавноста и да ве охрабрам понатаму да продолжите со уште поголем интензитет во воспоставувањето на врските помеѓу Македонија и Босна и Херцеговина. Ви благодарам.